сакаш ти да ми го правиш. Ќе сватиш дека не можеш со тоа да се справиш. Од страв кога ти ќе се унередиш и у своите ќе се давиш. А дружба со некако циса кој преко научварно се буца и у здравото го брца. Се што ти мислам ти вршна буфата, познам лице нека ти се кварца. Но ако пробаш да ми дигаш чала, прегу муцка од милост ќе те погала ми нежен пост. Со ветер ќе ти пукам, малку да ми да ти почешам. Вопред! Јас сум вопред! Вопред! Јас сум вопред! 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 Јас сум вопред! Вопред! Јас сум вопред! Вопред! Ти да видиш, тур може да се гледа дека после кога нема ништо да се гледа и подок педак почело да ти удрам, тогаш нема да го видиш. Диктуеш на риба, а девојка ти ко фока се шива. Воло, земи копај нима, а ме боли, баш како Роџер Мур. Јас фока ти ја права домор. Да се мршиш то, јаста рака е ти се бар и одлага, почи да дуваш град. Иди у град и со некој гейм мат, нади го да ми го правиш ти. После немој со шепа да ме допираш, дека можеш да ме заразиш, но остај тоа него ќе ме изнервираш. Полесно можеш да се повредиш. Вопред! Јас сум вопред! Вопред! Јас сум вопред! 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 Јас сум вопред! Вопред! Јас сум вопред! Вопред! Ни доаѓаат да свират, доаѓаат да нападнат. Ни молат за простор, го освојуваат. Ни молат за сцена, ја создаваат. Удар директно во градите на секој што заборавил што значи вистински панк. Без глума, без поза, без филтри. Чиста енергија и панк до коска. Тие се хајка. Дечки, добре дојдовте во Хитмейкер. Фала многу. Што не дојдовте? Да. Филип, Бојан, кои се другите членови на хајка? Аци и Тео. Аци свири... Од сам старт Од таа постава сте. Да, од прилика. Да, па после сменивме неколку бубњари, па после пак дојдаци, сега сме пак. Да, вече ти проблем бубњарите, нели? Да, да. Што е со нив проблемот? Многу бендови немаат фокус за еден бенд или... Тоа и тешко е да се вклопиш со... Треба да си одговара бубњарот и бендот многу, за да може да се вклопат некако. И звукот од бубњарот, тапанарот, или како беше... Да функционира сето тоа. Да, ама многу зависи бендот од тапанарот. Кажи ми за панк бенд. звук. Позитивно е или негативно ако е добар стварно бубњар? Можда не треба да е претехнички. Не, у панк бендо и бубњарот е многу битен. Многу битен. Тоа е тешко е да го свириш тоа, особено тоа, не знам, дибит, тоа да го држиш. Има многу добри тапанари во панк бендо. Знам, као во Germs, тој тапанари. Не е многу јак. Имате два албума и EP пред тие два албума. Меѓутоа, овие два албума доста различни стилски еден од друг. Првиот сте онака движечка енергија, еуфорија, онака рушите се пред себе. Вториот веќе, да кажем, ако бевте no wave, у првиот веќе идете малце wave или пост-панк у вториот. Да, иде натам. Мислам дека тоа е природна еволуција на секој, не знам, многу бендови така ќе почнат со панк и потоа ќе сменат малку звукот.
Се мислам природно, затоа што ако продолжиш само панк да правиш, ќе направиш истиот албум многу пати. Да. Добро, може да си играш различни жанри на панк. Ама тоа не се случува толку често. Добро, во вториот албум пак се гледа една повеќе димензии у аранжманите. Не сте сите у рифот, туку поголема комплементарност, знаеш, аранжманска. Да, затоа што се правени тие баш дел по дел. Прво иде тапанот, па после бас веројатно. И така само се парче по парче баш правен. Сите сте автори на песните комплетно. Цел бенд. Да, главно да. Само текстовите Бојан ги пишува. Другото секој си го свири својот инструмент. Да. Инаку за вториот албум тој ни беше идејата да малце да излеземе од тоа во кое што бевме првиот албум. Не се плашевте да загазите што ве носи ново, што ве чека да Не, да излезете од својата шема. Не, и така треба. И сега ја да сакам да преработам мека машина, треба дозвола од сите да барам. Да. Добро. Се надевам нема тие работи да видат она точка на прекршување утре. Пошто многу бендови, знаеш, после успех се расипуваат работите, односите. Ова е поише моја песна, ова твоја. Па зашо не ме праша? Да. Вие функционирате добро, чим трет албум снимате. Тоест не го снимате или го спремате сега третиот? Го спремам. И како скроз кога сте спремни влагате у студио и го снимате или се дешаваат работите и во студио? И во студио се дешаваат работите, да. Не, мада за сега да, ама првиот и вториот све беше, мислам, скроз спремно и само го однесовме таму. Па и важно ни е да ја знаеме песната. Предпоставувам Македонија секаде сте свирали. Да, имавме една турнеја низ Македонија со првиот албум и супер помина. Да. Да, интересно, секој град ќе отидеш и секој има ќе дое некој ќе дое 20, некој 20, Да. некој поишава. Добро, Битно е да се збори после свирката у градот. Да. Да. А ван Македонија? Сега почнавме пред неколку месеци, имавме неколку свирки надвор и планираме летово исто нека турнеја. Да, лани у Белград свиравме и во Софија. Бугарија, да. Бугарија. Како пројдовте? Има разлика со нашава публика? Има, да. Има. Во да, има разлика. Белград има супер атмосфера за алтернативни бендови. Софија Има малце добра позна. атмосфера, ама нема толку енергија можеби. Али има. Да. Се дешаваат шутки, безбедно е деца да праќаме на ваш концерт. Деца. Мислам дека порано пише шутки се дешаваат, се не е толку. Не знам. Да. Немам видено. Не, ама Што ве провоцираше за пример за да се состанете и да звучи тој прв албум како што звучи, што ве провоцираше тоа да излезе од вас? Рековте сега ние ќе направиме. Да видите како. па тоа беше, не знам, короната беше тогаш. И мислам дека некако под притисок на се тоа излезе некоја нервоза. Имаше некои бендови многу помалку од што има сега. И така некако не имаше некоја статичност. Не ни беше баш интересно на свирки. И затоа сакавме нешто поенергично. Значи, последниве години се појавија повеќе. Има сега многу има многу бендови низ Македонија што се млади и се повеќе има. Джензи бендови. Да, и тоа е стварно супер. Ја никош не сум ги знаел кои се Gen Z, кои се Джензи се после меѓу, мислам дека меѓу 90
Аха. 7, 6, нешто така, до Азика. 2012. Ма тоа е релативно, зависи, има поише. А мислам дека генерално така се зима. Интересно ми е за текстовите што викаш поен дека ти си автор на текстовите, некако ги слушам со начин на зборување и со сленг на повеќе онака што се вика ко за моја генерација. Ти си доста помлад, си се дружил со постари, За жаргоните? да. Не знам, некои тие се само по звучност ставени, други се иронични, затоа што не знам, некад ќе ги замислам како некој лик што ги извикнува во самата песна, што е друг лик што не е главниот лик. И мислам дека од таму доаѓа. Значи има и алтер его, има и алтер его у песните. Па има, не, ја мислам дека апсолутно не можеш да напишеш нешто. Не можеш да го толкуваш тоа напишаниот текст како не си ти тоа. Не знам, секогаш има, нели, у поезија има субјект и објект. Не знам, можеби кај нас се промашува тој момент на театарот во песната, дека да, ова е музика и гласна и све, ама на крајот од денот не може никако да биде исто како реалност. Не знам. Може да биде реакција на реалноста. Зашто толку многу песни во првиот албум? Зашто сакавме да имаме Поише песни. многу песни. Видовме Чокан че има 23 и ни бевме, или 24. 24, така, еден албум. И бевме, свикам не, ние 25. Добро, за дупла плоча одма, директно. Или за да имате репертоар за концерт. Да. Или Да, 25 синглови плочи вака, како Салама. Било топ. али главно тоа што правевме песни и имавме толку песни. Што? Мислам. Да, и тоа, да, имавме многу, бевме плодни. Да, дури мислам, реално има. Цело време, секој се нема на проба и секој пат има нешто ново тоа. Свириш до 1:59 и доста. Да. Тогаш бевме шо побрзо стигни до рефренот. Значи, не... Да. Видин, добра фора е и да почнеш со рефрен. Найл Роджерс вика, почни со рефрен, строфи кои ти слушаат, и да нема строфи, нема врз, одма почни Let's Dance, или Chic, Le Freak, и имаш хит. Да. Дали Мека машина беше некој прелом на кариерата? Осетивте некоја разлика пред и после? Што знам? Има Немавме тапанар. Се ти да тапанарот. Што се деси? Да. За Мека И- машина? Да. И ама мораме песни да направиме и не знам. тоа е со Ритам машина тој албум и тој сакавме да пробаме малце во тој аспект. Да, аранжманите го дозволуваат. Иако мислам дека по attitude нема толку разлика. Кои се ваши влијанија музички? Имате заеднички влијанија некои или сте различни со тоа? Имаме сега мислам заеднички, зашто седевме заедно, слушавме музика, заедно истата музика слушавме. Сите си имаме некои наши ствари што повеќе на нас индивидуално ни се свиѓаат отколку групно. Ама генерално има еден Venn диаграм. Да. Кај што има исти ствари што не се свиѓаат. Едно НЗС. Едно НЗС, ето. И слушав, не знам, зависи кој албум. Нас многу ни се допаѓа такви 80-ти андерграунд американски панк бендови, ама не баш тој класичен панк што е кај, нели, добро, и класичен. Има референци. Ја прв пат кога ве слушнав, бевте уживо
и ајде возевте што возевте, онака доста енергично. Ќе кажеш добро, млади, нов бенд, цепа, добри се едно друго, меѓутоа крајот на песната како ја деконструиравте целата форма и целиот звук на бендот која се распадна у тој туш на крај, сватив дека сте онака бенд кој што може заеднички да манипулира со тој, да створи хаос кој што им е контролиран на некој начин. Дека има нешто посебно у вас. Некош ја ловам такви моменти, знаеш, песна ко песна, груп ко груп. Меѓутоа ловам моменти у кои што гледам дека стварно нешто отскокнува од нормалата, дека не може тамо допре секој да загази у тие води. Макар и да се пократки, тоа беше само туш од крај на некоја песна каде што секој отиде у свој правец. Мислам дека тоа е слично дека на срце. Да. Не прекинати. Да. Срце. Да, па таа идеја, таа беше идејата на таа песна, да тераме да се распаѓа доека ама никош да не се распадне скроз, туку подолго време да се распаѓа. Да. Значи сега Сме сакале од секојаш такви како кажат Дадистички моменти, да. Да. каде ќе снимате третиот албум? Имате идеја? Кога одбирате кај да снимате, гледате кој што работел, како звук има или можете било каде? Па тоа гледаме да се дефинираме и самите во тој поглед. Се повеќе. Не пробувате сами сега? Денес е лесно. И тоа. Да. Првото Иако продуцентското уо знае да има бенефит. да. Продуцентот е петиот член. Треба да. Првото и го снимавме скроз сами. Овој сега фегима. Мека машината ги има. Да. Да, не помишлам. Првиот кај Джени снимавме. И така. Да, продуцентот стварно носи нешто свое. Да. И треба да се внимава кога се бира кај ќе се снима. Сепак Гино е нешто посебно. Да. И као гитарист, и као продуцент. Така. Дечки, фала ви многу што бевте гости у Хитмейкер. Направивте една отстапка у вашиот стил. Да направиме едно интервју. Али само продолжете понатака, затоа што сте стварно феноменални и инспирација за уште повеќе млади бендови да се појавуваат. Затоа што јас, ако не можев да стиснам стоп на двата албума, да ги преслушам скроз, стварно можам да очекувам нешто сосема трето од третиот албум од вас, претпоставувам. Сега вие си знаете што е. Да. Па да, фала многу. Нај се надевам Да. дека ќе се видиме повторно кога ќе имате нешто ново за да го промовираме. Фала. Фала. На 10-то место оваа недела се Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ќе пронајдам разбудан мирна вода во себе, може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ќе престане да се лаже себе си. Постои
На 9-то место Пука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го загинам, испимпам и да го прегорам. Сролам ко џок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти, рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи, кажи како убаво ово стих лепи. Твој панч тврдони, мекани медина, рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника, рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани, Пука Козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. На 8-то место е Дарко Андонов со песната Сам во своите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Велат, не е време за уметност, но ние друго време немаме. На 7-та позиција е Кристина Арнудова со песната Не сме сами. Се почна од Джеймс, а по него слај, да можат Джорджи Буци да не прават сега хај. Секој тоне како збор, од вас е тенор, секој тон од Хенри, силни чувства искрени. Еден е Лери Грејм, творец на функи джем, а мистер Джини Леборак, феномен. Штом чуеш глас на шака, допир од Божја рака, на секој кој ќе продолжи. Не сме сами, ни единствени, знај ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. Не сме сами, ни единствени, знај ние сме многобројни, од сите заедно сме посилни. На 6-то место е Алекс со песната Ни татко, ни брат. Оно е лик што лесно се чита, дека не добив, доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ќе одам во обратна насока. Знам денот
На петото место е Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вко ми шепотиш колку влюбен си и кога се ке исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот, тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот, кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Четвртото место Елф со песната Маченик. На третата позиција оваа недела се наоѓа Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот зема, те шамара, но назад нема. Се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. На втората позиција
Семизар со песната Вардар е Стикс. Како предлог за оваа недела на топ листата на Hitmaker е Fiction со песната Булевар.
ми 500 пишувам го живеа. Тоа што го сонува подкопил, направи ретроспектива, види како сум се водил, што си добил. Рокање на празен муабет, види ме мене, види ме сега се уште со крвав поглед успеа. Ролам вистина на хартија, легална дрога регија, ти четкориш по права линија. Пистолеро рапален во стилот, а репликата на стравот работи на случајот да сврти назад. Тандем од сите времиња, змона сите семиња, омилена боја ми е зелена, ме мразиш. Јас те мразам уште повеќе, здрава за готово сте сите, ама кога неке детето, што те раскура со зад на то 7-2, фак, кофа стала виста и јадио. Отлепувам, ме вез да влекувам и од нигде римите нека не виде, нека ти биде од сега засекувам. Хитерите нека ме мразат, раперите нека ми кажат, дека скилот са ти ве лажат, па за да може да го крадам стоп. Мора да ускорам за да ме сваташ, пира вака, така, на така, фатям ритам како сакаш, ако пукаме така, слобиво се треса, римата сече, без ритам тече, беше, вали го праве да се влече пак. Не знам кој пат гргава цирата, добре то нешто во свет, сакам пак и пак и пак, така знаки пака, така, вака, така и тики, така, денаш крај, зато те чука на срцето инфаркт. По глатјари го саки, нема вакви играчи. Ко ти поклати жалам, ништо не ми значи твој накид. Жени, коли, пари, тоа е се кул. Но кој кур? Американски сон? Натала, јас сум олдскул. Стритно, чисто, хип-хоп, друго ништо, како што читам од срце. Пишувам исто на листов, исток запад кој ги ебе. Сум лик од Скопје, севере, сум овде. На тој терен ми пак си посерен ко деген. Веќе сум горе, ете ме онде, види ме добро, дојде тука. Се рока фристал, кој што голе главите овде, види. Hello, Macedonia. This is Fred Wesley. I'm bringing my Generations Trio to Club Pure in Skopje. It happens on February the 28th. So everybody come out, let's have a great time. Get your tickets now. All right? You're going to have a funky good time. Три гонга ви представува Фред Уесли Трио. 28 февруари, сабота. Старт 21. 67 години музичко творење со фанк легендите Джеймс Браун, Месио Паркер, Джордж Клинтон и Фанкаделик, Бутси Колинс, Каунт Бейзи, Рей Чарлз, Ван Морисон, Камео, Джейвис. Карти преку тикетинг платформите Karti.com.mk и mktickets.mk. Фред Весли, funkiest trombonist in the world. 28 февруари, Nokian Club Pure. Оваа недела на првото место се наоѓа Макс со песната Федора. I guess time catches up with all of us. Not you, Fedora. You look no different than you did 30 years ago. They lied to me. They watched me all the time. I have no friends.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.